Осмо коло од втората машка кошаркарска лига. Повторно сме со слика во салата 8 септември во Тетово. При економското училиште ќе го проследиме надпреварот помеѓу екипите на КК Тетекс од Тетово и КК Маџари од Скопје. Има време да ги прочитаме составите. Костовски, Теофиловски, Симјановски, Ценовски, Зафировски, Шуменковски, Крстевски, Василевски, новиот играч во екипата на Тетекс Василевски, Николовски, Лазами, Вапски, Апостоловски за Тетекс, Милков, Блажевски, брачата Блажевски, Никовски, Исмани, Донаковски, Трифуновски, Костич и Тодоровски за екипата на Маџари, а овој пренос на каналот на YouTube каналот на Тетовски спорт го следите благодарение на нашите верни пријатели и поддржувачи, најдобрите во градот, Pizza и Cake Service, Јани FM и Music Bar Vibe, односно Vibe Production. Суди на овој надпревар Мијалковски е прволигашки судија, главен судија на овој надпревар, ќе му помагаат Червенка и Никочевиќ, сите од Скопје, делегат на надпреварот. Предраг Исајловски од Гостивар, тренер на домашната екипа, Никола Ристовски, тренер на гостинската екипа, прославениот наш поранешен кошаркарски репрезентативец, играч кој помина најдобрите клубови во Македонија, највеќе се задржа во МЗТ Скопје, познатиот Перо Блажевски. Од она што можеме на почеток да го забележиме е тоа дека гостите имаат 3-4 високи кошаркари кои што веројатно ќе ги ротираат. Така, со број 15 фаулиран беше на почетокот Милков. Освен него во поставата тука се брачата Блажевски со број 8 и број 2. Потоа со број 11 Донаковски и со број 0 го забележувам Тодоровски. Два пати прецизен Милков. 0:2. Екипата на Маџари со успешно настапува ова година во втората машка кошаркарска лига покрај екипата на Куманово. Тие се аспирантите за влез во прва лига. Моментално позади екипата на Куманово која нема ни еден пораз, втора на табелата екипата на Маџари. Минатата година ги водеше Диме Тасовски, беше тренер играч, него забележувам на овој надпревар. Чекори таму сега на Донаковски со број 11. Можност екипата на Тетекс прв пат да поведе на овој надпревар. Се отвора Костовски. Вапски му приоѓа на блок. За момент пресече таму Блажевски, еден од брачата Блажевски. Крстевски за 3. Истекуваше времето, неуспешен Крстевски. Ќе биде тоа нов напад за екипата на Маџари. Солидна посетеност и на овој надпревар. Над 100 гледачи веќе присутни во салата 8 септември во Тетово. Ќе биде тоа тежок испит за екипата на КК Тетекс по она што го кажуваат резултатите до овој момент во втората машка кошаркарска лига. Сега Вапски со топка. Теофиловски сам промашува, висок скок на Крсте Вапски, освојува топка. Ретко гледаме вакви ситуации, обично двојно водење на Костовски, обично екипата на Тетекс како највисок играч го има Крсте Вапски, кој што не е ни класичен центар. Да стапува практично со него и четворица ниски кошаркари во петорката и традиционално имаат проблеми под обрачот. Еве сега тоа сака да го искористи со број 15
Милков, четврти негов поен. Гледате, промаши, пак ја освојува топката, индиферентни во висината и во скокот домачините. Значи најголемата закана од Милков и со број 11. Да видиме сега за 3 само. Штета не погодува Шуменковски. Со број 15 Милков, со број 11 Донаковски. Тоа ќе биде проблемот за екипата на Тетекс. Судиката Никочевиќ суди прв фаул за Владимир Костовски. Два спрема 4. 4 поени за Милков, 2 за капитенот Костовски. Тодоровски додаде до Блажевски, овој до Донаковски. Двајцата високи кошаркари на екипата на маđари се левораки, ако можев добро да приметам, и Донаковски и Милков. Први поени тоа беа на Донаковски. Вапски прифаќа топка. Штета. Штета, убава асистенција на Теофиловски. Не реализира. Сега чекори се тоа, да видиме што покажуваат судиите. Така, првиот судија Мијалковски исправно забележат дека Блажевски најпрви направи чекори, а подоцна прејде во дриблинг. И овој пат, како коментатор на овој надпревар, мојата маленкост Чеде Јанчевски. Долго време јас бев кошаркар на екипата на КК Тетекс, така што колку толку се разбирам и од кошаркарските правила. Сега шут за 3 на Теофиловски неуспешен. Скок на Костовски. Борбен капитенот на почетокот. Шуменковски сега, Вапски. Крстевски. Крстевски за 3. И тој неуспешен. Висок скок на Донаковски. Тодоровски сам до крајот. Фаулиран од Крстевски. Тодоровски на линијата слободни фрлања. Промашува во првото. Прв поени за Тодоровски. Пресинг по целиот терен на гостите. Сега Шуменковски пробива до Крстевски. Вапски. Костовски. Има време, уште 8 секунди, не треба да брзаат. Крстевски сега, фаулиран од Донаковски. Два спрема 7, резултатот на семафорот по изминати нешто повеќе од 4 минути. Теофиловски. Заглави Теофиловски таму со топката. Имаше отворен пас кон Крстевски. Сакаше да го проигра Крстевапски, па заглави таму помеѓу двајца гостински кошаркари. Ќе биде тоа нов напад за екипата на маđари. Тодоровски со топка. Блажевски. Еден од браќата близнаци Блажевски. Убаво тече топката кај гостинските кошаркари. На крај шут за 3 на Тодоровски. Промашува. Второ бит Крстевапски освојува таа топка. Сега Теофиловски, блок прави Вапски. Фаулиран Костовски од Тодоровски. Прв негов фаул. Теофиловски.
Теофиловски уште со топка. Мислам дека ја испушти топката, таа удре во Донаковски. Не коментирав, само видов што ќе досудат судиите, како и да е. Нов напад ќе биде тоа за екипата на маđари. Уште еднаш се заглави таму Теофиловски. Блажевски. Донаковски му прави блок. Блажевски до Донаковски. Четврти поен на Донаковски. Може и со лева и со десна, очигледно. Крстевски се отвора. Костовски. Убаво си направи простор Крстевавски. Конечно екипата на Тетекс постигнува нови поени, 4:9. Блажевски сега за 3. Неуспешен Блажевски. Шуменковски сам за 3. Тројка на Шуменковски. Први поени за Шуменковски, намалува на екипата на Тетекс на 7:9. На 3,5 минути до крајот на првата четвртина. Убаво сега во одбраната Шуменковски. Фаулиран Крстевавски, ќе биде тоа 2 слободни фрлања, фаулирано од Донаковски. Ниеден надпревар не е однапред загубен. Во секој надпревар треба да се покаже желба за победа. Капитенот Костовски прв пат заслужено се сели на клупата. На негово место Михаил Ценовски. Вапски го промашува првото слободно фрлање. Вапски ги промашува двете слободни фрлања. Штета, имаше можност екипата на Тетекс да го израмни резултатот. Тодоровски. Долга двојка на Тодоровски, не е успешен. Шуменковски прифаќа топка. Теофиловски. Убаво се отвора Шуменковски, за 2 Шуменковски. Пети негов поен. Израмнување 9:9 на 3 минути до крајот на првата четвртина. Убаво сече топка сега Ценовски, каква асистенција на Ценовски. И Шуменковски положил. Седми поен на Шуменковски, серија од 9:0 на екипата на Тетекс. За прв пат во водство домашните кошаркари. И оваа серија од 9:0 со тајмаут ја пресекуваат гостинскиот тренер Перо Блажевски. Одлична можност ние да кажеме дека спонзори на овој надпревар се нашите верни пријатели, поддржувачи пица и кек сервис Јани ФМ, највкусната пица и пастармалија во нашиот град. Може да си порачате од Јани ФМ и благи по избор. Секој работен ден имате домашно сготвено јадење, а новитетот пица и кек сервис Јани ФМ е роденденскиот пакет, едно парче пица, едно парче благо и едно сокче, цена по договор, а се договарате или порачувате сео на престанат, предходно што го кажав, на добро познатиот телефонски број 075 909 000 и секако Vibe Production и Music Bar Vibe, кој што организираше до сега многу успешни настани, продолжува и така во исти стил и понатаму. Наредната недела, точно во недела, на 3 декември во Македонската опера и балет гостува стендап комичарот од Србија Неша Бриджис, а после новогодишните празници една спектакуларна вечер во Македонската филхармонија на 12 јануари гостува познатата српска пејачка, прекрасниот глас Јелена Томашевиќ. Картите може да ги набавите на tickets.mk. Побрзајте, бидете дел од една убава вечер. Надпреварот продолжи.
Донаковски. Со број 2 тамо Блажевски. Први поени на еден од браќата Блажевски. Со број 24 за прв пат во игра и Обедниковски. Теофиловски за 3 сега. Први поени за Теофиловски. 14:11, 2 минути до крајот на првата четвртина. Донаковски. Блажевски чекори беа тоа. Не забележа судиката Никочевиќ. Сега пети поен на еден од браќата Блажевски. Ценовски сега. Сам до крајот Михаил Ценовски, еве ги првите негови поени. 16-14 добро се држи екипата на Тетекс во првата четвртина. Обедниковски. Промашува таму. Донаковски. Вапски. Комбинација на браќата Блажевски, оној со број 2 го постигнува седмиот поен и израмнува на 16-16. Шменковски. Теофиловски. Повторно Шеменковски со топката, вади кон Крстевски. Крстевски. За 2! Први поени за Крстевски, 18:16. Може да ја држа топката до крајот гостинските кошаркари. Уште 14 секунди до крајот на првата четвртина. Блажевски. 5 секунди до крајот. Чекори бе ова. Да видиме. Да. Му објаснува судијата Мијалковски дека тоа се чекори, дали имаме уште еден тајмаут сега, така е, на 4 секунди до крајот на првата четвртина. Каква акција може да се изведе за 4 секунди, да видиме како ќе ги советува домашниот тренер Никола Ристовски. А ние да кажеме дека во ова 8 коло, во втората машка кошаркарска лига, освен овој дуел помеѓу екипите на КК Тетекс и КК Маџари, играат уште денеска Ангели Мега Баскет, а од вчера имаме 4 резултати, и тоа Водно Санс на домашен терен загуби од МЗТ Скопје. Вториот тим 93-99. МКК Куманова, лидерот на табелата, ги понижи своите сограѓани екипата на Куманово 2009 со резултат од 104-37. 67 поени разлика. Работнички на домашен терен загуби од Шкупи 64-84 и Борец Баскет во Велес ја совлада екипата на Соколи со резултат 78-63. Ајде да видиме како овие 4 секунди ќе ги искористи екипата на Тетекс. Ценовски, шут од голема далечина, промашува Михаил Ценовски. Ние може да кажеме дека во претходното коло, да ги соопштиме резултатите од претходното коло, во седмото коло екипата на Тетекс гостуваше во Штип, кај екипата на Соколи загуби убедливо 92-68. Денешниот противник на екипата на Тетекс, екипата на Маџари, во едно дерби на горниот дел на табелата. За второто место ја совлада екипата на Шкупи со резултат 76-74. МЗТ Скопје дома ги совлада Ангели 59-53. Куманово на домашен терен, Куманово 2009 на домашен терен загуби од Борец Баскет 48-71. Мега Баскет
загуби од Макако Куманово 71-93. И во Скопје Водно Санс загуби од Работнички, изненадувачки резултат по малку, 77-80. Па би рекол помеѓу овие екипи на Водно Санс, Работнички и екипата на Тетекс ќе биде најголемата борба кој ќе обстане во лигата. Екипата на Куманово од 2009 мислам дека има најмали шанси, до сега е со сите порази, но ќе видиме што до нас донесува понатамошниот дел од првенството. Очекуваме почеток на втората четвртина. Пренос на YouTube каналот на Тетовски спорт, благодарение на Пица и кек сервис Јани FM и Vibe Production. После првите 10 минути 18-16 за екипата на Тетекс. За прв пат во игра кај гостите, играчот со број 7 Исмани. Има таму очигледно се истурила некоја вода кај аголот, кај тројката под домашниот кош. Се надеваме дека нема да имаат проблемите, нема да кошаркарите никакви проблеми. Добро е што вака да се избрише подлогата. За да не дојде до некоја несакана повреда. Како што кажав на почетокот, тренер на гостите, прославениот македонски кошаркар и репрезентативец поранешен Перо Блажевски. Едно лице кое што верувам дека на сите љубители на кошарката е познато. Кога и јас настапував за екипата на КК Тетекс, он ги бранеше боите на КК МЗТ од Скопје, на првиот тим се разбира, долг временски период. Се сеќавам и тогаш екипата на МЗТ имаше и настапуваше и на меѓународна сцена. А кој да го заборави оној надпревар помеѓу екипите на МЗТ и екипата на Реал Мадрид во Скопје, во популарната сала Јане Санденски, но онаа стара сала, популарната Лименка, каде што во последните моменти се одлучи надпреварот со 2 слободни фрлања на Перо Блажевски, кога коментаторот Љубомир Николовски исто така изговори на позната реченица "Тишина е сега потребна". Перо Блажевски, ладен како шприцер, ги погоди 2 слободни фрлања и донесе победа за екипата на МЗТ Скопје. Какви играчи тогаш настапуваат за МЗТ? Врвица Стефанов, Мирза Куртовиќ, Перо Блажевски, Игор Михајловски, црноморестиот американец кој просто леташе на цепелините на Мирза Куртовиќ, Марк Дин, Ѓорѓи Књазев и така натаму, и така натаму. Добро е вака понекогаш и да евоцираме спомина некои поубави времиња од македонската кошарка. За жал, квалитетот сега е толку опаднат што македонската кошарка нема представник ниту во АБА лига. Во меѓувреме Милков постигне само 1 поен од линијата за слободни фрлања по фаулот на Крсте Вапски. Сега Шуменковски пробива. 9 поен на Марио Шуменковски, че има и дополнително слободно фрлање. По очигледниот фаул на... Не забележав дали тоа беше со број 7, ми се чини, Исмани. Неуспешно дополнителното. 20-17 резултатот на семафорот на почеток на овој втор период. Блажевски, Исмани, Обедниковски со број 24, пак Исмани, сега Тодоровски, неуспешен. Големата болка на КК Тетекс, скокот и во одбрана и во нападот. Ова
со елементи на чекори сега. 3 секунди во подгостинскиот кош се задржа. Милков, уште една измена кај гостите. Костич за прв пат во игра со број 22. Ценовски. За малку ќе му крадеше топка тука. Ценовски за 2 ми се чини дека е ова. Неуспешен како и да е. Убаво краде го прочита тука Михел Ценовски, оди до крај, да видиме. Промашува Ценовски. Штета. Милков. Вади до Исмани, овој за 3, краток Исмани. Има контранапад, така е. Сигурно за 2, Ценовски. Не е време за атракции сега, иако знае да ја забие топката Ценовски во една ваква контра. Сега со број 24. Обед Никовски. Први негови поени и тоа со 3 поени. 22 спрема 20. Крстевски. Шуменковски. Шуменковски сега за 3. Неуспешен Шуменковски. Блажевски. Костич. Убава асистенција на Костич. Краток таму Исмани, но топката повторно се одби до него. Милков гради позиција таму. Исмани. Уште еднаш за 3, се види дека ќе промаши. Сега убаво гради под кошот таму Крстевски. Сега Крстевапски. Неуспешен Крстевапски. Исмани. И покажа неспортска лична грешка на Шуменковски. Ќе биде тоа 2 слободни фрлања за Исмани и топка од страна, штета. Преагресивен во овој дуел да спречи контра Шуменковски. Двојна измена кај домачините. За прв пат во игра со број 8 Зафировски, него го знаеме, но прв пат за игра и со број 11 Василевски, новиот играч во екипата на Тетекс. А да видиме на дело за каков играч станува збор. Дали и колку ќе може во оваа сезона да им помогне на екипата на Тетекс. Исмани успешен во второто слободно фрлање. Прв негов кош, 22 спрема 21, изминаа 3 минути од втората четвртина. Блажевски. Милков му прави блок, Блажевски сега. Костич нагази на линијата, него забележува тоа Мијалковски. Исмани за 3 не успеш. Убаво одби таму Крстевски, зошто толку брзо? Нема потреба. Чекори сега таму на Исмани и веднаш повлече на клуба, како да знаеше дека он треба да излезе. Се враќа еден од близнаците Блажевски, синовите на тренерот Перо Блажевски. И двајцата се сега во игра со број 2 и со број 8. Мислам дека минатите години, не знам за минатата година, но пред тоа настапува 1-2 години во екипата на Охрид и тоа доста успешно. Убаво сега пробив на Крстевски. Четврти поен на Крстевски. За разлика од претходните надпревери кои сум ги гледал оваа сезона, Крстевски на ниво на задачата овој пат. Веднаш на спротивната страна враќа по расположението од браќата Блажевски, 10 негов поен, неговиот брат со број 8 до сега нема поени. Израмнува на 24-24. Василевски сега за 2 промашува, Крстевапски највисок во скопкот, фаулиран Крстевапски.
Не знам што му објаснуваш сега првиот судија Мијалковски на Крсте Вапски. Мислам дека ништо не искоментира Крсте Вапски. Веројатно сака да наметне прволигашкиот судија Мијалковски некој авторитет. Крсте Вапски успешен од двете слободни фрлања, ако првиот пат ги промаши двете, сега двете ги даде. И на неговите 50% од успешност. Поменува сега Блажевски со 2, че има и дополнително слободно фрлање, веднаш израмнува со можност да поведе екипата на маđари. Единаести поен на односно 12 и 13 поен на Блажевски. Теофиловски сега. Одлично Крсте Вапски. И повторно судијата Мијалковски наметнува авторитет, овој пат над Теофиловски, кој што 3 пати беше шлабнат по рака. Само во непосредна близина на судијата Мијалковски. Како и да е, 6 поен на Крсте Вапски, повторно екипата на Тетекс во водство. На средината на втората четвртина. Сега вамо на другата страна, веднаш. При најмал котак, суден фаул. Како да сакаат судиите од Скопје да им се додворат на гостите од Скопје. Ако можат вака да наметнуваат авторитет над домашната екипа кога судат, може да замислите како е кога игра екипата на Тетекс во Скопје, а кога им судат скопски суди. Костич. И гледате за најмал контакт овде на оваа страна на теренот се суди фаул. Екипата на Тетекс го исполни бонусот, како и да не. Кога секој контакт се суди како фаул и ќе бидат тоа 2 слободни фрлања за Костич. Костич ги запишува неговите први поени, успешен во двете слободни фрлања. Фаулиран Ценовски, очигледно од Донаковски. Со број 4 Трифиновски сега за прв пат во игра кај гостите. Ценовски промашува првото слободно фрлање. Помеко изфрлање сега во вториот обид на Ценовски. Сега
Зафировски направи фаул. Екипата на Тетекс е во бонус. И конечно другиот од браќата Блажевски се запишува во листата на стрелците. Први негови поени. Убаво се снајде таму Василевски. Седми поен за Михаил Ценовски. Израмнување 31 спрема 31. Остануваат гостите во напад. Изведе Трифуновски, Донаковски го прочита таму. Сега ова е неспорски фаул. Ако претходно беше Сидер неспорски фаул, ова контра што ја спречија гостинските шкаркари треба исто да ја окарактеризираат судиите. Но очигледно повторно некои двојни стандарди. Се трудам на надпреварите да не го коментирам многу судењето, така беше и во првата четвртина, но неколку одлуки во оваа втора четвртина едноставно ме принудуваат на тоа, кога гледаме нереален критериум на судење. Неизедначен уствари критериум на судење. Екипата на маđари првпат во зона во одбраната. Трифуновски. Блажевски. До другиот Блажевски. За 3. Неуспешен ова висок скок на Теофиловски. Сега Крстевапски. Застанува Крстевапски. Теофиловски. Зафировски. За 2. Неуспешен Зафировски. Убава контра на гостите. Со број 22 промашува Костич. Убави дриблинзи на Крстевапски. Оди до крај. Суден фаул во напад. Мислам дека играчот беше поставен во оној полукруг каде што не се суди фаул во напад, како и да е. Нема дополнително ништо да коментирам, го знаете моето мислење. Костич со топката, Блажевски. Милков сега прифаќа топ. Со елементи на чекори влегува таму. Тодоровски и две слободни фрлања ќе има за Тодоровски. Краток Тодоровски се виде тоа во првото слободно фрлање. Промашува двете слободни фрлања Тодоровски. Василевски сега. Крстевски. Крстевски. Шуменковски, Ценовски сега. Ценовски за 3. Убава тројка на Михаил Ценовски. 10 негов поен. 34-31 за екипата на Тетекс. Тодоровски до Милков. Милков погодува. 7 поен на Милков. Василевски.
Да видиме што ќе биде досудено. Сега очигледен беше прекршокот над Василевски. Тайм-аут за домашниот тренер Никола Ристовски. Добра можност да ги испочитуваме нашите спонзори, а тоа е Vibe Production и Music Bar Vibe. Значи, најдоброто место во нашиот град за уживање. Младите знаат дека најдобрата забава во текот на викендот е токму во Music Bar Vibe. Најдобриот персонал ве очекува таму, не само во текот на викендот, туку и секој работен ден може да отидете со вашите пријатели да уживате во прекрасната атмосфера. А Vibe Production организира многу настани, пред се музички настани во Скопје. Наредниот настан е на 3 декември, кога гостува најпознатиот српски стендап комичар Неша Бриџис во Македонската опера и балет. Побрзајте, на Тикетсмака има уште некои 50 на 60 слободни карти. А на 12 јануари Vibe Production ја носи Јелена Томашевиќ во Македонска филхармонија. После новогодишните празници, одлична можност да уживате во прекрасниот глас на Јелена Томашевиќ. И секако пици кек сервис Јани ФМ, највкусната пица и пастрмалија во нашиот град. Порачувате на добро познатиот телефонски број 075 900 000. Заврши тајмаутот. Василевски на линијата слободни фрлања, можност прв пат да ги запише првите поени во дресот на Тетекс. Василевски успешен од двете слободни фрлања. Треба уште некој кошаркар, но со поголема висина во екипата на Тетекс да собира, да прави по 10 на 15 скокови на надпревар. Тодоровски. Костич сега во дуел со Василевски. Нагази на линијата Костич. Можност екипата на Тетекс да го зголеми водството. Теофиловски против Костич. Шуменковски. Уште 9 секунди до крајот на овој напад. Убаво Шуменковски го излече овој шут, штета што не погоди. Тодоровски се убава контра таму на Трифуновски и Тодоровски. Први поени се, ова е со број 0, трети поен на Тодоровски. Се снајдоа тука домашните кошаркари. Василевски. Василевски за 2. Четврти негов поен. Гол подзаборавија сега Трифуновски, јас како да го прозва во претходниот напад. 38-37. Теофиловски го извлекува овој шут. Теофиловски скромен до сега во првото полувреме, само пети негов поен. 40-37. Им подвиг на тренерот Перо Блажевски да одат до крај со времето. Уште 7 секунди до нападот на екипата на маđари. Блажевски со топка. Блажевски за 3. Промашува Блажевски. Истече времето за напад, затоа што топката не го допре обрачот. Разликата на семафорот со времето до крај беше 2 секунди.
Исправна одлука на судиската тројка. Уште само 2 секунди до крајот на првото полувреме, 40 спрема 37. Една секунда до крајот на коригирано времето на семафорот, една секунда до крајот на првото полувреме. Не знам зошто кога разликата на двата семафори на за 24 секунди и на главниот семафор беше 2 секунди. Останува, баш приметив, останува 10 секунди за напад на гостите. Василевски. Ува е успешен Василевски во последната секунда. Со шестиот поен на Василевски, екипата на Тетекс ја добива ова втора четвртина со резултат 24 спрема 29 и на полувреме ќе замине со 5 поени предност 42-37, а ние по вообичајната пауза од 15 минути повторно сме со слика во салата 8 септември во Тетово на овој исклучително интересен и резултатски неизвестен надпревар. Повторно сме со слика во салата 8 септември во Тетово. Да го проследиме второто полувреме од возбудливиот надпревар помеѓу екипите на КК Тетекс од Тетово и КК Маџари од Скопје. По првиот дел 42-37. Овој надпревар го следиме на YouTube каналот на Тетовски спорт благодарение на Vibe Production и Pizza и Cake сервис Јани FM. Почна второто полувреме. Сега во одбрана почнуваат во игра човек на човек, во одбраната почнуваат гостинските кошаркари. Го завршија првото полувреме со зона и како веднаш судијата Червенка, како да сакаше одма на почетокот, да каже со каков критериум го судија првото полувреме овој надпревар. Фаул напад на Крстевски и прв напад за гостите во вториот дел. Блажевски со топка. Тодоровски сега. Убаво се пресече таму Шуменковски. Остануваат уште 9 секунди до крајот на овој напад. Блажевски, Милков, Тодоровски. 3, 2, 1 секунда. Измина времето, не забележа судијата дека измина времето. Нашата камера мислам дека сирената оди покасно него. Така и Василевски ги постигна последните поени во првиот дел. Како и да е оваа тројка на Тодоровски вреди, шести негов поен. Ценовски до Крстевски. Ценовски за 3 сега, да врати. Неуспешно Ценовски. Милков прифаќа топка. Блажевски. Блажевски. До Милков. Милков ќе игра против Ценовски очигледно. Треба да го удвојат. Доминантен е Милков. И Донаковски подобрачите. Нова грешка на домашните кошаркари. За 1 минута и 15 секунди се стопи предноста од 5 поени од полувремето. 42-42 во моментов. Сега судијата Червенка го прашува првиот судијат Мијалковски за времето, затоа што освоја топка во противничката половина само 14 секунди, велат правилата дека останува за напад. Тодоровски оставен сам. 9 негов поен.
Серија од 8:0 за гостите од Маđари. Уште една топка крадат, сега Блажевски постигнува поени, 15 за него, со број 2 Шуменковски. Фаулиран од Тодоровски. (10:0) серија на почетокот. За 2 минути 10 поени примија екипата на Тетекс. Теофиловски, Вапски, Шуменковски сега. Убаво Шуменковски. 11 негов поен. 44-47. Тодоровски. Од ногата на... Така е, од ногата на Исмани. Завршува топката во аут. Теофиловски. Шуменковски. Теофиловски за 3. А сега виде судиката Никочевиќ, преска не видео кога измина времето. Тодоровски постигна тројка. Во ред, може би се работи за превид. Исмани, Милков. Промашува Милков, Исмани освојува топка. Костовски во против напад. Вади до Шуменковски. Теофиловски за 3. Не, лошо беше ова. Освојува топка и фаулирање. Шуменковски одлично. Шуменковски борбен до самиот крај. Со 13-тиот поен на Шуменковски, екипата на Тетекс доаѓа само до минус 1 сега. 46-47. Исмани. Исмани против Крстевски. Исмани. Дојде топката до Блажевски, постигнува тројка и фаулиран од Теофиловски, штета. На истекот на нападот екипата на Маđари постигна поени. Пети и шести поен на еден од браќата Блажевски. Крстевски. Убаво се снајде, пресечена топка, но останува во напад екипата на Тетекс. Костовски до Теофиловски. Костовски, Шуменковски сега. Пробива Шуменковски, вади до Крстевски, Крстевски за 3.
Неуспешен Крстевски. Со број 2. Другиот од браќата Блажевски сега. Негов 17 поен. Излегува Крстевски, на негово место Ценовски повторно во игра. За краток временски период гостите стигнува до пиплива предност. Костовски, Вапски, Крсте Вапски. Борбено Крсте Вапски. Ја зачува топката. И поентираше. 8 негов поен. Милков сега. Милков! Контранапад на Ценовски. Вади до Шуменковски. Шуменковски за 3. Се виде дека ништо нема да има тука. Се исплаши Блажевски од Крсте Вапски и на крај се извлече за 3 поени. И погодува. Со број 8 беше тоа. Блажевски, 9 негов поен. Тајмаут за Никола Ристовски, резултат 48-56. Одлична можност, ние уште еднаш да кажеме дека овој надпревар го следите благодарение на Пица и Кек сервис Јани ФМ, највкусната пица и пастрамалија во нашиот град. Домашни зготвени јадења може да си порачите секој работен ден, како и за вашите слави вкусни благи. Ново Пица Кек сервис Јани ФМ е роденденскиот пакет, парче пица, едно парче торта или колаче по избор и по избор некое сокче. Сето тоа се договарате на телефонскиот број 075 909 000 и секако Music Bar Vibe. Младите знаат зошто Music Bar Vibe е најдоброто место за уживање во нашиот град, најдобрата забава во текот на викендот и секако Vibe Production, кој што иако кратко време функционираат како продукција, до сега има успешен концерт на Црвена јабука во Јане Сандански. Нови изненадувања од Vibe Production и ова и наредната година. Наредниот викенд во недела гостува стендап комичарот Неша Бриджис. На 12 јануари Јелена Томашевиќ во Македонската филхармонија, а специјално изненадување околу 8 март, дали на 8, дали на 9 март, повторно во Македонската филхармонија ќе гостува Борис Новковиќ. Вапски удвоен. Додава до Костовски. Сега обид беше тоа на Шуменковски. Направи тука двојно водење. Каква рампа на Шуменковски сега. Таму имаше двојно водење од Блажевски, но не забележаа судиите. Како по навика кога се работи за гостинските кошаркари. Исмани, Блажевски. Блажевски. И понатаму Блажевски вади до неговиот брат, овој на пробив, вади до Исмани, Исмани за 3, неуспешен. Скок на Шуменковски. Теофиловски. Вапски. Теофиловски повторно. За 3 Теофиловски. Оваа тројка се слушна само мрежичката во салата 8 септември во Тетово. 8 поен на Теофиловски.
Сега се жали на повреда Блажевски. Фаулиран беше таму. Мислам дека немаше намера тука. Пеесет 56 се држат во игра на овој надпревар домаќините. Убав висок скок на Теофиловски. Ценовски. Костовски. Вапски. Фаулиран Крсте Вапски. Две слободни фрлања ќе биде тоа за Крсте Вапски. Штета излегува од Добрачот оваа топка. Успешен во второто слободно фрлање. 9 поен на Вапски. Блажевски се. Милков му пријаѓа на блок. Блажевски до крај. Заглави таму Блажевски. Изгубена топка, но освоена на Костовски. Убаво се снајде капитенот. Теофиловски. Теофиловски може да оди до крај. Чекори на Теофиловски. Забележаа судиите. Педесет и 56. 2,5 минути до крајот на третата четвртина. Само да не паднат на физички план домашните кошаркари, може да следиме интересна завршница на надпреварот. Костич сега со топка. Тодоровски. Не се осмели да шутира за 3, додава до Милков. Удвоен Милков, Тодоровски за 3, убаво оди оваа топка, се виде. Се виде дека ќе биде тоа 3 поени. 12 поен на Тодоровски. Теофиловски сега. Вапски за 3. Ја врача тројката Крсте Вапски. Ретко шутира за 3 поени. Крсте Вапски. 12 негов поен. Има проблеми од зад линијата за слободни фрлања, а погоди тројка. Милков повторно удвоен. Костич влегува. Влегува и оваа топка. Четврти поен на Костич. Теофиловски. Костовски. Вапски. За 2 сега. Промашува Крсте Вапски. 55-61. Исмани до Костич. Овој вади до Блажевски. Тодоровски. Исмани се намести за 2. Промашува од табла. Вапски поминува. Сам. Фаулиран. Поените важат. Демонстрира малку сила тука Крсте Вапски, како брз воз помина. Можност уште повеќе да го намали овој резултат Крсте Вапски. 57-61. 14 и 15 поен на Крсте Вапски. Само 3 предност за гостите. Повторно во игра Крстевски. Му треба одмори на Крсте Вапски. Борбени во одбрана домашните кошаркари. Блажевски заборавен сам, но промашува. Убаво гради Шуменковски таму.
Теофиловски. Теофиловски. Штета. Не успеа Теофиловски. Акцијата беше за него. 14 секунди до крајот на третата четвртина. 5 секунди. Тодоровски. Промашува Тодоровски. Нема време за овој шут на Ценовски. Со резултат 58-61 завршува третата четвртина, односно 16 спрема 24 во оваа трета четвртина за гостите. Но се уште екипата на Тетекс е во игра, во последна четвртина. А ние да кажеме дека овој интересен надпревар го следите благодарение на нашите спонзори Vibe Production. Кажав пред малку, Vibe Production наредниот викенд на 3 декември во Македонската опера и балет го носи најдобриот стендап комичар од Србија Неша Бриджис. Потоа на 12 јануари во Македонската филхармонија гостува Јелена Томашевиќ. На Тикетс МХ може да си набавите карти за овие два настани. Пуштени се во продажба за Неша Бриджис наредниот викенд имало слободни уште 50 на 60 карти, додека за Јелена Томашевиќ може да си одберете и добро место. А изненадување околу 8 март, дали не 8, дали не 9 март, повторно во Македонската филхармонија. Изненадувањето на Vibe Production се вика Борис Новковиќ. И секако пица и кейк сервис Јани ФМ, највкусната пица и пастрмалија во нашиот град. Порачувате на добро познатиот телефонски број 075 909 000. Влегуваме во последните 10 минути. Тодоровски со топка. Трифуновски, Блажевски. Трифуновски се бара Милков под кошот. Сепак топката доаѓа до за малку таму не украде. Немаше позиција и јагол таму. Тодоровски освоена топка од домашните кошаркари. Сега Костовски препознат дриблинг на Костовски, штета краток, но повторно ја собра оваа топка. Сега Крстевски. Крстевски борбен додава до Саме Шуменковски на другата страна. Тројка како капка на Шуменковски. 16 поен на Марио Шуменковски го израмнува резултатот. 61 спрема 61. Блажевски предводи нов напад за екипата на маđари. Костич додава до другиот Блажевски. Костич се осмелува за 3, не погодува Костич. Висок скок на Теофиловски. Ценовски сега. Теофиловски. Голема борба. Сега непотребно таму играчот со број 4, се извинувам што вака навивачки реагирам. Трифуновски таму го одгурна обострана техничка грешка на двете клуби, ќе се поништат овие технички грешки. Стрелката на записничката маса покажува дека екипата на Тетекс ќе остане во напад, а има само 5 секунди до крајот. Да видиме што може да смислат. Теофиловски, до крај, фаулиран Теофиловски, така е. Фаулиран Теофиловски од Блажевски.
Можност екипата на КК Тетекс по некаде 10 минути поминати од третата четвртина, од почетокот на третата четвртина, повторно да се врати во предност. Теофиловски на линијата за слободни фрлања. Штета кога е најпотребно, затреперува раката на Теофиловски. Успешен во второто слободно фрлање. Девети негов поен, екипата на Тетекс е повторно во водство. Од почетокот на третата четвртина екипата на маđари го преседе водството, сега повторно текстилците се враќаат. Загубена топка, Костич не ја прифати оваа топка од Блажевски. Веднаш повлечен од игра Костич. Обедниковски се враќа во игра со играчот со број 24 со тешко за изговарање презиме. Теофиловски. Костовски сега. За 3. И штета се осмели тука. На крајот топката, ау во рацете на играчот со број 4 Трифуновски. Контранапад промашува. И браќата Блажевски таму успешно комбинира. И повторно екипата на маđари во водство 63-62. 11 поен на играчот со број 8. Костовски, Теофиловски. Костовски. Капитенот Капитенски. Четврти поен, штета што не влезе претходно на тројка. Резултатска клацкалица. Сега за 3 таму Трифуновски. Пети негов поен, но тројка во вистински момент за гостите. 64-66. Крстевски. Теофиловски. Ролинг на Теофиловски. Штета, промашува Теофиловски. Шуменковски прави фаул. Да ја спречи оваа контра. Заслужен одмор за капитенот Костовски, помага и во оваа сезона колку што може ветеранот. 64-66, 6,5 минути до крајот на надпреварот. Што е сега судено? Крстевски фаул. Уште 12 секунди до крајот на нападот. Милков. Блажевски. До крај Блажевски. Неуспешен Блажевски. Зошто не го санкционираа судиите како прекршок? Не дека не ми е јасно, но како и да е, нов напад за екипата на Тетекс, можност или да го израмнат резултатот или дури да победат. Крстевски, Шуменковски, до крај Шуменковски за 2. 18 поен на Марио Шуменковски.
Блажевски сега. Обедниковски до Трифуновски. Трифуновски се мести за 3. Обедниковски. 5 секунди да издржи малу. Обедниковски во бунар. Убава одбрана на екипата на Тетекс. Изравнет резултатот 4-6 на семафорот. А можност на 5,5 минути до крајот екипата на Тетекс повторно да го превземе водството. Пица и кек сервис Јани FM и Music Bar Vibe, односно Vibe Production се спонзори на овој пренос. На овој исклучително интересен и резултатски неизвестен надпревар помеѓу екипите на КК Тетекс и КК Маđари. Искрено не верував дека толкав отпор ќе пружи екипата на Тетекс. Не само што пружаат отпор, туку се во игра и да го добијат овој надпревар. Сега Теофиловски сам до крај положува Теофиловски. 11 негов поен. Виде пукнатина во противничката одбрана. Храбро до крајот Теофиловски за +2 за Тетекс. Сега свирен фаул. Ќе видат две слободни фрлања за Блажевски. Кај гостите во игра двајцата високи кошаркари Милков и Донаковски. До сега тие двајца се менуваа. Единствено заедно ги одиграа првите неколку минути од надпреварот. Со 19-тиот поен на Блажевски изравнет повторно резултатот на 68-68. Теофиловски. Ценовски. Неуспешно додавање на Ценовски, контранапад. Убаво се намести таму Донаковски. Гостите повторно го преземаат водството. Теофиловски, Крстевски за 3. Промашува Крстевски. Заборавен под кошот Донаковски. Штета на брзина, гостите стигнува до 4 поени предност. Веднаш реагира таму домашниот тренер Никола Ристовски со тайм-аут. За ние уште еднаш да повториме дека спонзори на овој пренос се нашите верни пријатели, поддржувачи, најдобрите во нашиот град. Music Bar Vibe, најдоброто место за младите за уживање. Знаат они добро дека Music Bar Vibe има најдобра забава во текот на викендот. И пица и кек сервис Јани FM, највкусната пица и пастрамајлија во нашиот град. Порачувате на добро познатиот телефонски број 075 909 000. Заврши тайм-аутот. Можност текстилците да го намалат резултатот. Шуменковски до Костовски. Фаулиран Костовски од Трифуновски.
Теофиловски се. Теофиловски, Вапски. Уште еднаш Теофиловски. Крстевски повторно за 3. Повторно неуспешен Крстевски. Трифуновски, сега до Блажевски. Милков. Корац, чекори се ова, ја не знам зошто не судат судиите чекори. На крајот одземена топка, топката никогаш не лаже. Сега Шуменковски сам, промашува. На крајот од Крстевски, топката во аут. Штета контра 4-2 има домашните кошаркари, неуспешно. Веќе подолго време, повеќе од една минута, овој резултат на семафорот 68-72, 3 минути и 15 секунди до крајот на надпреварот. Блажевски. Се бара Милков. Излезе тамо Трифуновски, блокиран од Шуменковски. Крстевски сега на спротивната страна. Дали беше фаулиран тука Крстевски? Блажевски. Тодоровски сега. Вади до Трифуновски, овој до фаулиран во последната секунда од нападот Донаковски. И да тоа две слободни фрлања. На 2,5 минути до крајот на надпреварот, Донаковски е на линијата за слободни фрлања. Промашува во првото слободно фрлање. Донаковски. Треба сега да се загради обрачот. Така тоа го прави Крстевапски. Уште една можност екипата на ККТ-Текс да намали. Пети фаул ова е на Донаковски. На негово место се враќа Трифуновски. Се уште не го исполниле бонусот гостинските кошаркари, затоа имаме топка од страна. Теофиловски за 3. Ау, штета. Судијата Червенка во консултација со првиот судија Мијалковски. И во ова ничија топка би рекол припаѓа на гостите. Екипата на ТТС кога игра на домашен терен апсолутно нема предност ниту во овие топки кои што се така наречени ничи. Тоа го користи Тодоровски на спротивната страна. 14 негов поен. Штета застанаа текстилците на овие 68 поени. Крстевски.
Kako je ova dodavanje na Krstevski. Šteta 1,5 minuta do kraja nadprevaru, 6 poeni prednost za gostite. Ako сега постигнат поени, тоа ќе биде тоа, овој надпревар. Блажевски, Милков, Тодоровски за 2 промашува. Еве можност уште една за екипата на Тетекс, може Крстевапски да оди до крај. Фаулиран Крстевапски. Ќе биде тоа 2 слободни фрлања. Кратко е ова. И добро е влегува на прв обрач Крстевапски, но влегува топката во кош. Вапски успешен во двете слободни фрлања. 17 негов поен, им треба уште една добра одбрана. Затоа што почна последната минута. Фаулиран Тодоровски. Некако го намести на овој фаул Костовски. Не му пречат овие свиречи од, па би рекол, многобројната публика во салата 8 септември во Тетово. Промашува второто слободно фрлање, можност повторно да се намали резултатот. 13 поени на Тодоровски, Вапски промашува. Сега ќе биде аут за екипата на Маџар. Минатиот пат кога беше држана топката, тоа беше аут за Тетекс. Пеесет и 2 секунди до крајот, се помалку време на семафорот. Блажевски до неговиот брат, овој до Трифуновски, повторно Блажевски, Тодоровски, Блажевски. 10 секунди до крајот на нападот. Тодоровски, Милков, 3 секунди, Блажевски за 2. Промашува, скок на Ценовски. Ја губи топката фаулиран Тодоровски од Трифуновски. Проблеми со семафорот во овие моменти. Резултатот беше 68-74 на некаде 17 секунди до крајот на надпреварот. Се коригира сега и времето, а очигледно и резултатот треба да се коригира. Дванаесет секунди до крајот на надпреварот. Тодоровски успешен во првото слободно фрлање. Неуспешен Шуменковски во последниот напад, 5 секунди до крајот.
уште 4 секунди до крајот на надпреварот. 68. Да видиме дали за 3 промашува. Чинам дека 68-76 е конечниот резултат. Екипата на КК Маđари остварува нова победа, се засврсува на второто место на табелата, а на екипата на ТТХ очигледно им престои нова борба за опстанок, нови надпревари, нова борба за опстанок. Кај домачините најефикасни Тофиловски со 11, Ценовски 10, Шименковски постигна 18 поени, а Вапски 17. Кај гостите за истакнување се со број 2 Блажевски 19, неговиот брат 11 поени, Тодоровски постигна 13 поени, Милков 9, а Донаковски 8 поени од оние играчи што се за истакнување. За точно 2 недели повторно сме со слика во салата 8 септември во Тетово. Честитки за домашните кошаркари од тетовската публика, знаат и они да ценат борба. Пружија вистински отпор кон фаворитот на овој надпревар, екипата на Маđари. Благодарение на нашите спонзори како Јаниев Pizza Cake Service, Јаниев М и Vai Production. Спортски поздрав и пријатно.